Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Од договорот за пријателство со Бугарија нема ни П од пријателство. И покрај тоа што Бугарија и Македонија подпишаа договор за пријателство и добрососедство, последните случувања во Европскиот парламент ја разгореа јавната дебата во двете земји, но во спротивни насоки. На 9 јули 2025 година Европскиот парламент со големо мнозинство го усвои извештајот за напредокот на Македонија, но без да ги спомене македонскиот јазик и македонскиот идентитет, иако тие беа дел од нацрт верзијата. Според официјалното образложение, темите не се предмет на преговарачките рамки и ова е доживеано како негирање на националното постоење и уште еден удар врз суверенитетот, зад кој стои организиран политички и дипломатски притисок од Софија. Додека дома доминира гнев и чувство на неправда во Софија, овој исход се слави како дипломатска победа. Бугарските политички лидери отворено зборуваат за успехот во бришењето на македонскиот јазик и идентитет од документот, и тоа само неколку години по подпишувањето на договорот за пријателство и добрососедство, кој барем на картија треба да гради мостови, а не да копа длабоки ровови. Европскиот парламент не наоѓа начин да го осуди отворениот притисок од земја членка врз држава кандидат. Тоа го засилува впечатокот дека Европската унија, иако инсистира на реформски процеси, толерира билатерални уцени кои директно го поткопуваат европскиот дух на еднаквост и почит. Бугарија од своја страна продолжува да бара вклучување на бугарите во македонскиот устав, додека истовремено го негира македонскиот јазик и идентитет во европските институции. Парадоксално, бара признавање, додека самата одбива да признае. И така Бугарија си тера по нејзиното: еден народ, две држави. Да повториме. Во Европската унија има земја членка што упорно не признава и повторува дека нема македонци, дека сите сме бугари. И со тоа се фалат на сите страни како извојувале голема дипломатска победа. Со тој став и она малку пријателство што го има кај нас, македонците ќе го изгубат. Па денеска прашуваме, за какво пријателство и добрососедство станува збор ако почнува со бришење на туѓиот идентитет? Тоа е централното и главно прашање денес во црвена линија. Подсетувам, и денес имаме активна анкета на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори, за да учествувате и вие активно во неа. Секако заследете го нашиот профил на Инстаграм црвена линија и профилот на Телма телевизија. Кликнете веднаш на Инстаграм стори и одговорете на следното прашање. Ние не сме против ЕУ, но дали Европа е уште за нас? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор, а црвена линија ќе ги пресмета и сумира резултатите во проценти и ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Далиборка Демјановска, а потоа ве очекуваме вас на 02-307-0005 да започнеме и оваа денешна дискусија во црвена линија. Трет ден поред летаат навреди и обвинувања преку источната граница, но никој нема намера да се извини. Напротив, бараат извинувања од другата страна. Откако бугарскиот министер за надворешни работи го нарече Мицкоски северно-македонски премиер, а тој му врати дека е момче кој настапува како глушец кој задева лав, денеска се јави и бугарскиот премиер. Бара извинување од Мицкоски и оценува дека добрососедските односи се кревки. Наратива и експресијата на премиера Мицкоски ще го оставя на познавачите на Езоп. Нашата принципна позиция е, че трябва Република Северна Македония да се придържа към постигнатия консенсус от 22 година и да изпълнява ангажиментите, които самата тя е поела. Вие знаете, че и в България има много хора, които не одобряват ангажимента от 22 година. Но политическата зрялост изисква тогава, когато е договореното да се изпълнява. Колегата Мицкоски трябва да намери начин да поднесе своите извинения.
Од владеачката партија пак излегоа со констатација дека гласањето на извештајот во Европскиот парламент ги извадило на видели на бугарските вистински намери. Вистинските цели на Бугарија од вчера се на чисто. Тие сакаат бришење на македонскиот јазик и идентитет, бришење на историјата и бришење на вистината. Трагично е што за своите шовинистички политики се обидуваат да ја користат Европската унија. Пораката од ВМРО ДПМН е јасна. Ние нема да дозволиме ново предавство и нема да отстапиме од заветот на ВМРО. Остри пораки деновиве се испратија и двете министерства за надворешни работи кои се обвинија меѓусебно за кршење на елементарните норми на дипломатскиот и на политичкиот диалог. А сега почнуваме со дискусијата со вас. Не заборавајте за учество во црвена линија. Секако доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005. И една исклучително важна напомена која што постојано ја повторуваме во секој едно издание, не случајно, да биде целосно намален тонот на ТВ приемникот од кога ќе ве вклучат во режија во црвена линија. Од проста причина, оние 90 секунди кои што се наменети за едно јавување да не се трошат на квалитетот на разговорот, односно ќе имате секако чувство дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени во програма, а всушност ве чекаме и секако целата јавност ве слушајте. Тоа е исклучително важно, почитувајте го тоа техничко прашање. Да подсетиме за оние кои што малку подоцна се вклучија, прашањето за денес централно во црвена линија е: за какво пријателство и добро соседство станува збор ако почнува со бришење на туѓиот идентитет? Добар ден. Дали се... Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас мислам дека овоа не е масло на Бугарија. Ово е масло на Европската унија. Она преку Бугарија си ги остварува своите цели. Ни не ги интересира воопшто ни Македонија, ни македонски идентитет, ни народ, ништо. Оние Бугарија користат само како маша, за да не си горат рачињата. Значи, работата не е Бугарија. Проблемот е во Европската унија. Они не сакат Македонија да ја примат во Европската унија и затоа сега си користат секакви средства што и са дадени во могучност. Значи, тоа ние што го тука пишува, дека бугарите тоа се го работат, они сами не можат ништо да се работат. Затоа што они са само една земја примани во Европската унија без никакви услови која се примани. А сега Европската унија кај нас тражи многу услови да испунеме за да не примат во Европската унија. Значи, ние сме ставени меѓу чеканот и наковалната. Кој како сака, така ќе не удара и ќе не каца по глава, затоа што ние не сме способни. Благодарам за учеството во црвена линија. Со вас и започнуваме и подсетување секој оној кој што ќе сака да се надополни секако и да добие нови 90 секунди. Повторно завртете го нашиот број во тек на траењето на ова издание. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Сум во програма? Да, во црвена линија сте, повелете. Се јавувам од Македонска Каменица. Ве слушаме. Здраво, колешке, јас сум по професија новинар. Подолго време сум и во Македонија и надвор од Македонија. И проблемот не е ниту во Европската унија, ниту во Бугарија, ниту во Грција. Проблемот е во самата наша Македонија, овие 35 години. И проблемот можеше и може да се реши и надвор од Европската унија, преку Обединети нации и така натаму, мислејќи на основното. Државата требаше и треба да застане зад прво. Ако бара некој во уставот да бидат внесени бугари, грци и не знам кои, прво треба да бидат внесени македонците во Бугарија и во Грција, кои се протерани, кои се обесправени со, да не речам, веќе цел век и повеќе, па тогаш некој,
ако тоа го оствари, да бара реципроцитет, право на своји, ако има граѓани и така натаму. Знаеме кои се бугари во Македонија, по сила на прилике луѓе кои бараат економска екзистенција надвор од Македонија. И тоа не е греф, значи државата требаше и треба да застане за сите оние обесправени македонци во Бугарија и во Грција. Благодарам многу за споделеното. Ни е драго што се вклучивте во Црвена линија. Може би за прв пат се вклучувате во нашата контактна емисија. Ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам и секако ќе ве охрабрам доколку сакате да се надополните, секако повторно завртете го бројот, бидејќи во тој случај ќе имате можност за нови 90 секунди. Останете и продолжете да не следите. Ние продолжуваме со вклучување на гледачи во живо во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака да ви кажам, еден од најголемите виновници се нашите влади, кои не успеа да постигнат било каков договор кога се однесува до националното прашање, бидејќи ова е национално прашање. Во оваа држава, додека некој не одговара за велепредавство, а велепредавство е извршено, само што нас ни продаваат приказни од секаков вид, се фатиле за приказната со бугарите во уставот, која фактички не значи ништо. Тоа е само една коска фрлена за да се заборави целата суштина на целата приказна. Дека ние ќе успееме да се договориме со бугарите, тоа по мене не доаѓа во предвид, бидејќи ова е момент за исполнување на нивните многогодишни соништа. Дека они настапуваат сами, чисто се сомневам, тоа ни го покажа господјата или господичната гркинка која имаше говор на Европската комисија, а малце ако ги погледнете грчките телевизии ќе видите дека сите за нас за овој дел викаат дека сме ние Скопје во кој што живеат грци, а ние сме некоја аморфна маса која зборува бугарски и така натаму. Не знам, луѓево, не дека сум ја многу паметна, не сакам да ме разберете погрешно. Меѓутоа, дали слушаат што зборат странците? Па данесот убаво рече, они се сега председатели и они ниту имаат намера. Благодарам за учеството, за кажаното и споделеното со гледачите на Црвена линија. Подсетување, ве молам, внимавајте на тајмерот. Во секој издание на Црвена линија се предвидени тие 90 секунди за едно вклучување. Од таа причина и го објавуваме тајмерот на екраните и автоматски се прекинува на 90-та секунда. Благодарам за господјата, за споделеното со гледачите и секако слободно завртете повторно. Сега малку ќе ве префрлам онаму каде што можете да бидете активни и на оваков начин, односно преку коментари, пишување коментари и споделување. Доволно да го заследите профилот на Црвена линија, јас верувам можеме да го покажеме профилот, еве како изгледаме денес. Прашуваме за какво пријателство и добро соседство станува збор ако почнува со бришење на туѓиот идентитет. Пристигаат и првите коментари, пишувајте секако меѓу вклучувањето на гледачите ќе почнеме и ќе ги споделуваме и читаме коментарите и на оние кои што се активни токму на Facebook. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, господине Роме, повелете. Ево вака сега. Јас сум Роме. Да, ве слушаме, продолжете. Слушајте сега. Мене бугарите да не ме учат. Јас бев наставник. Јас студирав руски. И во руската азбука 6 само букви се различни од македонската азбука. Ја, ју, јо, је, тврди знаки и мјаки. Другата е кирилица. И првата азбука е кирилицата, а бугарите немаат кирилично писмо. Тие во време на турското беа муслимани. Тие да не ми кажуваат мене. Јако учев учителска, во Охрид, дојде од Бугарија ученици и рекоа, кај вас било милина, ние немаме ништо. Ние сме најстар народ на светот, само солцето е постар од македонците. Така да заштина. Ние сакаме во Европска Унија, но дали таа не сака нас? Да, не? Не, слушај, Дина, ќе урече овој збор. И ѓаволот кој влегол во Унија не може да излезе од неја.
и ѓаволот. Каква унија? Ние да си се споиме со нашата држава, бивша држава, и да видиме народ. А не унијата не серија да не може да излиш од неја. Да владе со нас. Што име тврска овие со азбуката наша? Кирил и Методија пишале. Од каде беа тие? Од Охрид. Овие нивни ја кажа поетска да зова, од тврдина на Самуил. Благодарам за споделеното, за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Црвена линија денес прашува за какво пријателство и добро соседство станува збор ако почнува со бришење на туѓиот идентитет. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ве слушаме. Добар ден и убав ден. Убав ден и Вака вам. јас ќе кажам. Пријателство нема пријателство. Добро соседство ич. Значи, што сакаат тие од нас? Сакаат, кога тие требаше да влезат во Европска унија, им дадовме ние некакви услови? Не. Влегувајте, ајде со среќа, нека ве и готово. Сега што прават тие, дали се свесни? Второ, во Европска унија би требало само да го исчитаат некоја, било која, или да изгледаат еден филм, ајде да не се замарат со читање, од каде настанало писмото, кој е Александар Македонски, точка крај. И сега не знам, ако се сили Бугарија дека е во Европска унија, тоа не е добро. Значи, ако ја имам двајца браќа, ќе ги степам оној што е еден таму и готово, сме го натепале. Не е убаво, значи Македонија постои, ќе постои и да се потрудиме да го сивнеме и тоа северна, полека, ја мислам дека оваа влада ќе успее. Исто им прекорачувам на овие од СДС да не идат против владата, него да се собереме еднаш и да бидеме сите заедно сплотени. Секаде се борат едни со други, само ние со СДС се бориме едни против други. И посакувам убаво попладне пријатно. Благодарам. Се најдобро и вам, но секако посакуваме да останете и понатаму со нас, за да слушнете што ќе одговорат гледачите и ќе споделат во остатокот од ова издание на Црвена линија. Добар ден! Здраво! Здраво! Па види, многу ми се допадна една господја пред малку што спомна Елада, ја спомна таму дека сета математика е околу неа. Нити овие се некои јаки факмани фраери, значи измеќари невидени се како нас исто. Зборам за источниот ни брат, да го речем у наводници брат. Иначе све се врши работа за нашиот јужен непријател. Само ради него е све. Тоа е еден производ давна 1832 ли беше, не знам, произведен и наречен Грција. Тоа со притисок од Британија, Германија, Австро-Унгарија, а и Америка уште не била фраер тогаш, али овие други биле мангупи. И благослов од Русија у тоа време, таа царистичка Русија која Ленин ја заврши така како што ја заврши и требаше. Иначе, ние си патиме само таа работа. Ние сме државата која требаше последно да се ослободи заедно со трите крадци, заедно со Пиринскиот дел и овој варварски дел одека, ама тие наши кумови, како да ги наречам, што изиграваат Европска унија, ни пресудија 1913 година. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Ние продолжуваме со оние гледачи кои што ите како се активни на Facebook, односно на објавата на темата на Црвена линија, на профилот на Црвена линија. Тука и ќе ве посетам да го заследите нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија, бидејќи Црвена линија секојдневно на двата профила на Facebook ги споделува темите за кои што говориме токму со вас. Па еве, уште еднаш да се навратиме за оние кои што подоцна се вклучија. Вака изгледаме на Facebook за какво пријателство и добро соседство станува збор ако почнува со бришење на туѓиот идентитет. Ке почнеме со коментарот кој што го напиша госпоѓа Лидија Станковска. Вели, јас не сакам во Европска унија, таа не носи добри работи, таа само зима и уништува. Европската унија не сака, таа уценува и лаже. Благодарам, Лидија, за споделеното.
И една исклучително важна напомена, ова важи се разбира и за вклучувањето во живо, но и кога пишувате коментари. Јас само ве молам да се држиме до нивото, односно да останеме пристојни, култивирани, без разлика колку сме гневни и изиритирани. Секако целта е да го слушнеме вашиот став, а јас верувам дека секој еден од вас може тоа да го направи без да користи вулгарности, навредливи зборови, погрдни зборови, секако говор кој што алудира на насилство и на омраза. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Би сакал јас да проговорам на оваа тема. Прво, во нашиот идентитет, зашто викате дека Европска унија задирала, нели, направа проблем? Па вака сега, кажете ми, во кои извештаи, кои што ги нотирала, нели, пропустите, добрите страни на земјата и напредокот и ненапредокот на земјата, таму ќе најдете во кои извештаи пишува дека он тебе ти го спорува македонскиот език. Не. Таму ти вика недостаток на судските права, во образованието, на Македонија, значи се разбереме на Македонија што е македонец. Туку знаете што е ова? Господинот Мицко реши пред локални избори да фрла пердуви и заедно со неговите другарчиња од Бугарија, кои што заедно си имат бизнис релации, прават ваква антрополошка неизбежност по конзумирањето супа со вилјучка и прават театар од сето ова. Па извадете ми вие извеште каде пише дека вас ви го спорува идентитетот. Кој таму објаснува за што станува збор. Значи немате напредок по судството, па што е вистина. Мицко излегуваше, збореше. Нема напредок по ова, нема напредок по она. А немојте ве молам. Благодарам многу за споделеното. Ете, досега можевте да слушнате ставови и размислувања на голем дел од гледачите кои што се вклучија во оваа денешна црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да. Дека разберат луѓето и како човек со човек, така држава со држава. Пријателство. Нема попуштање. Ако ми даеш ти 5 динари, јас ќе ти вратам 5 динари. Ама не треба. Треба. Утре ќе избие тоа пријателство. Нема попуштање. Колку ќе ти дам, толку ќе ми дадеш. Равноправно. Ние е направиле најголемата грешка после ослободување, што Тито им прости репарацијата. Таа репарација да ја побарат и денеска, таму не знам колку беа тогаш, 25 милиони долари или не знам што беа, али ако направат ревалоризација, тие не знам колку до милиарда може да стигнат сега. Тоа треба да им се побара, за да имаме пријателство. Затоа што ние попуштивме тогаш, не им побарав да ги ослободиме, и тие сега какво пријателство ќе правиш со нив? Не почитуваат, не признават. Затоа реков, попуштање нема. Ќе работиме, ќе се работуваме, колку ти толку ја, колку ти јадиш, толку ја ќе дам. Колку ти трошиш, толку ја ќе трошам. Како ми кажеш ти, така ја ќе ти кажам. Тога ќе бидеме пријатели и ќе бидеме на едно ниво. Вака ние само со попуштање на се и се што. Тие се навикна, се и се што ќе ни прават и не знам што се надева дека ќе... Благодарам за вклучувањето и чеството во црвена линија. Ве молам само внимавајте на тајмерот, автоматски се исклучува на 90-та секунда, односно 90 секунди, повторувам, се предвидени за едно јавување. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака јас се кажам. На кого му текна во документ што зборува за напредокот на државата, на патот кон него, да напише идентитет и јазик. Ајде ве молам, зашто рачкаат таму кај што не треба? Па јазикот и идентитетот се дефинирани во Европската Унија. Се зборува на македонски јазик, се пишува на македонски јазик. Во Обединените нации имате лична карта во која што се кажува територијалниот интегритет, суверенитет, идентитет и јазик. Се е дефинирано. Какви докази ние бараме се? Што си ја рачкаме работата? Ама бугарите. Па бугари има во Македонија. Знаете ли дека има?
Не е 3000. Тие зошто зеле 200.000 пасоши? Така? Економски? Па кој е патриот, што не седи тука да јаде лепи соли да чува Македонија? Зашто идат во Европа, а? Европа не чини, така ли? Па што бараат таму ако не чини Европа? Па дајте бе луѓе да се освестиме малце. Единствен начин на оваа држава е да обстои. Како што рече еден поранешен грчки политичар, вика не треба да ги растураш, сами ќе се растурат они. Сваќате ли? Ние сме на тој пат. Треба во политиката да го направиш можното во моментот. Не што сакам, што не ќам. Ова е најмала работа што треба да се направи. Таму се 27 земји членки. Сега ќе ги менјаат сите заради нашиот кеф. Ставите ги па, ако треба па ќе речем. Утре ќе ги прекинеме. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Подсетувам, пишувајте коментари и на двата профила, каде што Црвена линија ги објавува темите. Секако тоа е едниот профил на Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден, убав ден, среќен ден. Среќен ден и вам. Повелете. Петров ден, да е напомош на сите кои се викат Петре, Петра, Петранга и така натака. Вака, сега во однос на темава, ќе кажам малку поразлично од другите, но нема никого да навредам. Прво, значи, ние сакале или неќеле, мораме да работиме, да изнајдеме начин како да влеземе во Европската заедница и да се бориме тогаш равно до рамо со Бугарија. Во оваа ситуација ние не можеме да се бориме, зашто тие се таму, тие се дел од одлуките кои што се носат, можат да делуваат на кој сакаат, како сакаат, да не ни прифаќаат наши предлози. Сега, кога ние би влегле таму, тогаш ние ќе бидеме равноправни и можеме со полна уста, со огромно срце да речеме кај вас во Бугарија има македонци, решете го проблемот или ние од наша страна нема да го решаваме на вашите бугарјани. Истото тоа може да се направи со грците и тогаш ние ќе бидеме на рамна нога. А вака сега ние само вреđаме, немој да го чепкаш лавот, немој гмизавци, не знам, глодари, не. Ние немаме речник да дискутираме. Ние еднаш треба да сватиме. Ние сме на втората лествица, а тие се на најгорната лествица. За да бидеме таа на најгорна, треба постепено да се бориме да дојдеме до тамо и да го градиме системот. Да дојдеме до тој степен, да можеме ние да бидеме равноправни. Благодарам за споделеното со гледачите во Црвена линија. Сега малку ќе се префрлиме на Facebook, но овој пат на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија ја објави темата, што значи, повторувам, денес ве прашуваме за какво пријателство и добрососедство станува збор, ако почнува со бришење на туѓиот идентитет. Првиот коментар од профилот на Црвена линија на Телма, кој што ќе го споделам со вас, е на господинот Јоце Овелес. Така стои профилот. Вели, џабе е темата кога одредени луѓе се јавуваат по ваш предходен договор. Прво ќе ви се заблагодарам, господина Јоце, што бевте активни на Facebook и верувам дека следниот коментар ќе биде токму исполнет со содржина која што се врзува за темата, а особено ми е жал што имате впечаток дека предходно ги договараме гледачите кои што се вклучуваат во Црвена линија. Не, тоа се гледачи кои што активно не следат и најверојатно веднаш го грабнуваат телефонот в рака и го врта телефонот 02307 0005. Така да или преку следниот коментар, кој што верувам ќе даде одговор на денешното прашање, господине Јоце, драго ќе ни биде да споделиме кој е вашиот став, или пак завртете го нашиот број и вклучете се во Црвена линија. Добре дојдени сте. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да се доискажам, мислам дека политиката и сега и во изминатите години е дилетантска на штета на самите нас на Македонија. Сега не треба да се дискутира, да се работи за оспорување, неоспорување на нашиот македонски идентитет, бидејќи е признан и јазикот идентитет и во Обединетите нации и во Европа. Меѓутоа ќе треба права дипломатија и највеќе сите сугестии од Европската Унија и од Америка се дека кај нас проблем е митото, корупцијата, судството, нема правосудство,
Нема закони, не се подсетуваат закони и проблемот на Македонија е највеќе внатрешно во корумпираниот систем изминативе 35 години од самостојувањето, а треба да се најде начин државата да застане за правата на македонците во Бугарија и во Грција, а не самостојно сите да си бараат своји права кои се обесправени во овие две сега наши туѓи држави надвор од Македонија. Благодарам. Благодарам и вам за повторното вклучување. Тоа е тоа што постојано го велиме и ве охрабруваме. Сега ако ви изгледа многу малку оние 90 секунди додека трае црвена линија, добре дојдени сте за повторно вклучување. Продолжуваме повторно и со коментари. Во продолжение ќе го споделиме и коментарот на господинот Ајет Медија Мети. Вели, пред неколку години македонски патриоти изјавуваа прво да средиме со албанците, а со бугарите лесна работа, одма ќе средиме, ај сега нека средат патриоти. Господине Ајет, благодарам за пишаниот коментар, но и ќе подсетам секогаш кога пишувате коментари, потрудете се секако да внимавате на пристојноста и употребата на зборови, без навредливи зборови, секако без говор на омразе, говор кој што алудира на насилство. Добар ден. Дали се слушаме? Да, ало? Добар ден, во црвена линија сте. Повторно јас. Добро. Зборуваат, името го изгубивме, те јазикот те вака така. Нели се сеќавате, вие нели сте телевизија, истражувачко новинарство, ма се направете? Како ДПМН дојде на власт? Со горда и твоја Македонија. Беа со таа парола. Ги убедува луѓето, ги убедија да тие што ќе катрат да ги вработат сега по избор од штабовите. Ги убедува, ќе го вратим името и цел народ гласаше за тоа. Еве сега они имаат двотретинско мнозинство. Што не ги собери Мицко, другарчињата, од Влен, од Знам? Хајде, изгласајте. Ние одлучивме вака и толку. А не само да играат како глушеци лав. Мислам, тајте народот, освестете се. Не е убаво е вака. Ви благодарам. Благодарам за повторното вклучување. Продолжуваме со вас. Подсетувам 02-307-0005. Верувам дека и во ова издание, во оваа дискусија во која што Црвена линија прашува за какво пријателство и добрососедство станува збор ако почнува со бришење на тук идентитет. Верувам дека ќе имаме и гледачи кои што еве и за прв пат ќе се охрабрат и секако ќе го сподела својот став и одговор на денешното наше прашање. Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам. За многу години да ни е утрешниот празник и Свети Петар да ни ги рашири рацете и да не згрне и да ни ги освести паметта, да ни ја освести. Да не бидеме толку вулгарни и толку непристојни спрема нашата Македонија. Зошто? Затоа што кажува се ВМРО, чекай, застанете малку. А каде се СДС? Каде се ДУИ? Дели приговараше ДУИ со Бугарија? Што направија тие таму? Ништо. Не е само или да има волшебно ставче, Митковски сигурно ќе направи се. Не може, сине. Чим е тоа се решено, не може. Тешко се работи тоа. Лесно можеш да дадеш државата, ама тешко да добиеш. Тука е работата. Толку ви благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Подсетувам, пишувајте коментари, можности и споделувајте. Можноста за тоа е профилот на Црвена линија на Facebook и секако објавата на темата и прашањето за кој што зборуваме денес овес и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија. Поздрав до почитуваната водителка. Благодарам. На неколку зборови да се обртам кратко на темата, што се насла до сте она што го стори новата влада
во однос на подобрување на односите со Источна Бугарија, гледаме дека резултати нема некои големи, но сепак треба да се направи една дистинкција што сега го ставаме ние идентитетот. Нас ни е признат идентитетот. Или што сега ќе зборуваме за нешто што е проформа, а не содржинско. Нас ни беше даден одговор на цело што е постигнато во минатиот период со одлуката на Европската комисија. И што сега ние дофрлуваме некои отстрана работи, како не баре идентитетот не ни е признат и така натаму. Тоа бугарите ќе го прават, го правеле од секогаш. Од со векови отпорено, па и ден денес ќе го прават. И нормално нема да признават никогаш дека во Бугарија живее голем број. Ако ја земеме само течението на реката Струма, долината на реката Струма, тоа е сето чисто автохтоно македонско население, до Горна Џумаја, таму до село Лешко, таму и така, до Рилскиот манастир и така над. Но бугарите тоа не го признаваат. И ние треба работите кои што ги вараме да си ги поредиме редоследно тинче. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Да слушаме и од останатите гледачи во ова денешно издание на Црвена линија, каде ве прашуваме за какво пријателство и добро соседство станува збор ако почнува со бришење на тук идентитет. Што ќе кажат останатите гледачи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Вака сега, слушам на тема во што се разговара сега. За какво пријателство ние разговараме со Бугарија? Какво пријателство? Они нас не негираат како народ, не негираат како нација, не негираат. Значи све што е македонско, они негираат дека не постоиме ние како нација. И какво пријателство ние со нив ќе правиме? Премиерот добро и кажа. Така ќе биде, така ќе биде. Значи нив и одговара кога критикуваат, а ние кога нешто ќе возвратиме лично на тоа, на нив не ја одговара. Значи нема ништо тоа. Како тука не поеме и Заев, нели се Грција, нели плива во Софија, нели правеа пријателство, нели каде што има тоа? Нема ништо тоа, како пријателство? Нели Бојко Борисов Заев се с Грција се пакнува таму, све правеа, каде е тоа? Има нешто тоа? Значи нема ништо. Единствено треба Македонија да си застане на свој пат и да си гледа својата работа и да си гледа граѓаните и да си ги гледа малцинството и во Грција и во Бугарија. Значи така ќе бидеме на правиот пат. А Бугарија како ќе прави, што ќе прави, тоа е нивни проблем. И не треба ни толку да ги увеличуваме нив, они се едно, не сакам да кажам лоши зборови, него премиерот добро и кажа и тоа е тоа. Од мене толку поздрав. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Повторно одиме на Фейсбук. Ангелина Димитровска Јанчева го напиша следното. Никакво пријателство, тоа е канта за ѓубре. Нада Крстева напиша големо браво за Мицковски, ние сме македонци во Македонија. Продолжете, пишувајте коментари, споделувајте и секако не заборавајте и во живо може да се вклучите. Доволно е да го завртите телефонскиот број 0230700005 и секако да подсетам задолжително да се намали тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Дали се слушаме, молам? Да, одлично ве слушаме. Продолжете. Добро, благодарам. Видите вака. Не може да стане пријателство меѓу българскиот народ и денешниот македонски народ од една едноставна причина. Мицкоски се обидува да ги посрби македонците. Со Македонија денеска владеат србоманите. И тие кога е во прашање добрососедство со Бугарија, тие стартуваат од јужно србијанство, зато не може да има добро соседство. А Ѓорги Сугарев се борел против тие србоманите од Богомила и од поречието. Ако денешниве македонци
го застапуваат идеологијата на Ѓорги Сугарев и многу други наши војводи, никогаш немаше да има проблеме со българите. То треба да му е јасно на овие што искористија титоизмот да ја оплячкаат Македонија. А сега во име на српството се прават македонци, ќе таква е работата. Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Во овој дел секако ќе подсетам за оние кои што може би малку подоцна се вклучивте и ја следите Црвена линија, а особено за оние кои што може би прв пат ја следат Црвена линија, еве ќе потсетиме дека секојдневно имаме активни анкети. Таква анкета е она која што и денес можете да во која што и денес може да учествувате, тоа е анкетата на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори. Најнапред се заследува профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија и штом кликнете на Инстаграм стори, еве какво прашање ќе се појави, вака изгледаме таму. Значи, ние не сме против ЕУ, но дали Европа е уште за нас. Две опции за одговор, да, не кликајте, се уште трае анкетата, како што и трае Црвена линија. Но анкетата и резултатите ќе бидат соопштени таму никаде по рекламите пред крајот на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Јас знам дека Европа не сака и одговорот е не. Меѓутоа се чудам на еден пресходен гледач, че го словам така, кај учил историја. Еве вака, имено. Јас сето ова што го прави Европа, јас го правдувам. За да оправдуваш нешто, треба да имаш образложение. Хајде да се вратиме назад. Ако се осамосталивме, Киро Глигоров рече, че бидиме времено месец, 2-3 БРМ. Така, значи Бузо од тогаш тргна, а ние на Југославенска република што со делие се остане со името. Понатаму се најде партија која променуваше име, не успеше референдум имаше, влез во уста, па купи пратеници за да се смени името. Се го прашувам цел македонски народ и сами о себе си. Зошто ние дома си седетме и си спијавме? Зошто не излеговме против нешто да се побуниме, не со пушки и ова, и за сите, зборувам во Македонија со живеа, без разлика македонци или било која националност. И сега си дремиме така. Кој ни е крив? Ние, ако Тито не го пратеше темпо, и ден денес ќе бевме под бугарите и под балистите. Ајде ве молам. Јас да сум мисковски, се што бара, се ќе му признам. И ние дома ќе седне. Благодарам за учеството. Продолжете да не гледате. Одиме на профилот на Телма телевизија сега, веќе како што постојано велам, Црвена линија паралелно ги објавува темите и на двата профила на Фејсбук, па ќе продолжиме со коментарите на Елизабета Василевска, која што даде ваков одговор. Значи, прашањето е за какво пријателство и добрососедство станува збор ако почнува со бришење на тугиот идентитет. Таа напиша од 1990-та не сака. Потоа Никола Ѓоргиевски напиша што ги спомнувате бугарите, им даваме значење, тие се фашисти и секогаш ќе си останат такви. Нашиот премиер добро и кажа. Филип Андоновски напиша, не сакаме во Европска Унија и не сакаме добрососедски договор. Ќе го прескокнеме по грдниот збор со оглед на тоа што навистина од аспект на пристојност и етиката на Црвена линија ќе потсетиме дека тоа ниво го држиме. Таа пристојност мора да се запаси за да не се активира Црвената линија. Благодарам секако на секој еден од вас кој што пиша коментари и продолжете со пишување и активно учество во анкетата. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас во Црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Јас прво да одговорам на прашањето. Јас сум за во Европската Унија. Да влеземе затоа што таму владеат закон. Оваа влада не сака таму да идеме. Тоа е више јасно. Како не им е јасно на луѓето, ја не знам. Секој чекор што го прави Мицкоски се гледа дека е против. Не сака. И неговите барања што беа за јазикот да не бил стар, ваков, он пак ќе правеше проблем, ќе речеше па чекај од кој век, од 9-ти, од 10-ти е.
Се гледа дека не сака човеков да влезе во Европска унија. И друг еден проблем. Ја не знам кој го брише, каде брише, кај се брише идентитет. Во Европскиот парламент, па таму нема, Европскиот парламент нема право да брише и да дава и да брише за идентитети. Значи го лажат народов и лажат како слеп народов и како глув. Не слуша што се зборува и што пишува. А гледате па што прави Мицкоски од друга страна. Стави сите со бугарски пасош ги стави у влада. Ја стави за енергетика министерката, го стави Јанушев секретар на партијата, има бугарски пасош, го зема со бугарски пасош Петар Богоевски, го зема Максим Димитриевски, сите имаат бугарски пасоши. Дали го гледат луѓето ова, дали ценат што прави на кај тера човеков. И овие сите работи му се измислени што се кара со бугарите са. Благодарам за јавувањето и за споделувањето на одговорите со гледачите кои што во моментот верувам и не следат, но и ќе ги слушнеме. Земајте активно учество, ќе ни биде драго да имаме ова денешно издание на Црвена линија. За оние кои што немаат искуство, доволно е само да се заврти нашиот број, добро познат за публиката, тоа е 02 307 0005. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте. Фала многу, си начекав малко, али добро. Морам сега да кажам, го слуша претходниот веднаш што збореше. Се што се кажа, ја сам дека нема врска, целата работа искочи од тоа што Македонија фактички дека е поделена. Македонија е поделена. Тие делови треба да се вратат. Ако признае, ќе треба и да ги врати, што тоа е нормална работа. Значи, он сега гледа комплетно да те поништи за да не врати никаков дел. Со Букурештскиот договор не знам што искочи, тој требаше да биде 2000-та, кога беше тамо 2003-та. Ама ништо не искочи со него. Значи, цела работа те негира зашто треба да врати територија. А тоа не им одговара. Ја тоа треба да кажам. Друго, не знам што да ви кажам. Добро, решение за ова немам. Покуси од предвиденото на сосема јасни. Останете секако да не следите и понатаму. А ние продолжуваме со вас и секако да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи. Се уште ја следите и се уште трае Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па не постои никакво пријателство и добрососедство, туку има непријателство и лошо соседство. И точно така е. Тие што ја поделиле Македонија, сега треба да признат дека тоа го сториле. Тоа нема да се случи. Значи, Европска унија ниту случајно ќе ја прими Македонија, ниту ќе го признае македонскиот идентитет. А оваа територија може да влезе во унијата само ако не постојат македонци како идентитет, како народ, и ако и во името не постои Македонија, затоа не нарекуваа Скопје. Грците и бугарите почнаат отворено да го кажуваат, само не нарекуваат Скопје. Значи и од името таа Северна Македонија треба да излезе Македонија. Ние во моментот трпиме многу силен неофашизам, ние македонците. И сега, бидејќи сме свесни, јасно ние, а и ние не сме многу арни овде, отишме за никаде, треба само трпеливо да издржиме и јас му честитам на Мицковски. И вистина е како борба на лавот и гушецот. Ето така, честитки за таа фраза. Благодарам. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија и почитувани, дојде време да ги погледнеме рекламите, но не се оддалечувајте, бидејќи по рекламите секако ќе ги споменеме со оглед на тоа што анкетата се уште е во тек, така додека траат рекламите, кликајте на вашиот одговор. Прашањето е: ние не сме против ЕУ, но дали Европа е се уште за нас? Да, не, две опции за одговор. Одиме со реклами.
Почитувани, како што видивме по рекламите, следуваат и резултатите на денешната анкета на Црвена линија на Инстаграм. Прашањето анкетно за денес беше ние не сме против ЕУ, но дали Европа е уште за нас. Со да одговорија 27%, со не одговорија 73%. Секако не заборавајте да не заследите на Facebook, на Инстаграм, како и профилот на Телма телевизија. Информирајте се целосно, брзо и квалитетно со кликање секогаш на telma.com.mk. А сега пред да се одјавиме и да ве поздравам, да ве подсетам да не го менувате каналот на Телма телевизија. Во продолжение веднаш по Црвена линија ќе следува ексклузивното интервју со светски познатиот диџеј Роџер Санчес, интервју кое што го водеше мојата драга колешка Марија Танасовска. А особено подоцна останете со Телма, ќе имате исклучителна можност да го проследите разговорот на Снежана Лупевска-Созен со актуелниот министер за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски. Интервјуто ќе биде на тема на актуелните настани. Телма ќе биде навистина причина да останете со нас и да ја следите нашата програма. А ние се гледаме во понеделник стандардно во нашето време.